меѓу економијата и екологијата, меѓу домашната политика и светската геополитика. Најавите за отворање на рудник за антимон во Кривопаланечко ја возбудија домашната јавност. За или против, економскиот бенефит наспроти загриженоста за штетите врз животната средина најмногу потикнати од недовербата на граѓаните во домашните институции и независниот надзор. Недостигот од конкретни информации што и каде се планира да се прави дополнително ја зголемуваат загриженоста. Напуштените и руинирани објекти во Кривопаланечкото село Крстовдол сведочат дека до пред половина век таму се копала антимонова руда. Додека траат политичките препукувања за можното реотворање на рудникот, жителите од околината со внимание ја следат состојбата. Од една страна е загриженоста за евентуалното загадување, стравот дека новите ископувања ќе им ги пресечат подземните води па изворите ќе пресушат, стравот дека ако има експроприација ќе им го земат имотот за мали пари. Од друга страна е надежта дека отворањето на рудник ќе донесе нови работни места, економски развој, враќање на младите поради добрите плати во рударството и можен ќар ако се погоди да треба да се копа во нечи имот. Старите тунели се под целиот рит. Обраснати со мов и полни со ѓубре се и вентилационите шахти. Блажо Димитровски од Голема Црцорија е загрижен од можното загадување, но и од пресекувањето на изворите за вода. Па као прво вода ќе снеме вода за пиење. Ќе пропадне водата. Природа ќе загадиме, природа ќе. Има тука од другото мало имате родени деца со не дај Боже, со уста искривени со такви работи. Вајда е од тоа. И по те овие бушотини што се сега прават, и подземна јама што се прави, таа вода пропаѓа во јамата. И така ќе ја снема. Оно и дел ја снема. И дел ја снема и пред тоа. Јамите одат се од тука натака, одат и пропаѓа доле у јамите, како се, и немаме вода за пиење. Ни за наводнување, ни за пиење. А тука тај дол беше, као река. А сега стекна време, снемува. Старото рударско окно, над кое своевремено стоел знакот среќно, сега е обраснато и одвај се забележува. Од дрвеното мовче над малата Крстовска река останале само траги. Патнатата бандера покажува дека на објектот одамна не му треба струја. До окното стар магацин до кој некогаш водело железно мовче. Мештаните велат дека до пред 10 на 15 години во рудникот се одгледувале печурки, а фирмата го користела и објектот на компресорската станица, но и тој бизнис пропаднал. На неколку стотини метри подолу поранешната флотација, каде што ископаната руда се меле, се дроби, пошто од неа се добива фин прав. Тој прав потоа се меша со вода и со други хемикалии. На тој начин се добива руден концентрат кој потоа се носел во топилница во Србија во која се произведувал антимон. Остатокот е јаловина која се депонира во јаловишта во близина на флотацијата. Токму јаловиштата се сметаат за најопасниот дел од ваквите рудници. Јаловината содржи отровен арсен и други тешки метали, а може да ја загрози околината ако се излее. Едното јаловиште во избетониран базен се наоѓа веднаш до старата флотација, но веќе е обраснато со вегетација. Врз него мерен инструмент за откривање минерализирани зони. Наспроти флотацијата, остатоци од поранешната управна зграда, фурна, кујна и зградата за сместување на рударите од други места кои работеле во рудникот, кој своевремено вработувал над 120 луѓе. Ако крене рудникот, може ќе биде подобро. Ако не, ја може нема да видим. Возрастен сум јас. А овие помладите нека работат, нека производат. А загриженоста за загадување, за... Тоа беше на ниво загадување. Имаше тука некои вирови, некои јами правеа, се задржуваше тоа јаловиштето, али ако дојде у Бавча, тука не производиш ништо. Све тоа се уништи. Се случувале такви работи? Се случуваше како. Ако дојде тај вода у Бавча да влезе, све се исуши.
ненормално стане како да си турил некој препарат за уништување. Толку беше заразно. Али они нешто правија, флотација имаше тоа, се јеловиштето остануваше горе у затворено јама. Али пројде некој пат, не сакајќи. Стариот рудник Крстов дол се наоѓа на 20 на километри од Крива Паланка. Во околните неколку планински села од разбиен тип има помалку од 300 жители. Мештаните велат дека нема ни толку. Останати се само старците. Младите во најголем дел се на печалба во странство. Рудникот Крстов дол бил затворен на почетокот на 80-тите години поради ниските цени на антимонот на светските берзи и неисплатливоста да се работи. Ситуацијата сега е поинаква и цените се повисоки. Антимонот е прогласен за критична минерална суровина, неопходен во одбраната и безбедноста, автомобилската, текстилната индустрија, градежништвото, производството на огноотпорни материјали и акумулатори. Кина е најголем производител на антимон во светот. Поради ризик од прекинати синџири на снабдување или евентуални санкции од Кина, западните земји, првенствено Соединетите Американски држави, се обидуваат да обезбедат снабдување од антимон од други земји независни од Кина. Токму затоа и овој проект доби финансирање од американската влада од $5 милиони за истражување и евентуално реотворање на рудникот. На помалку од 7 километри од рудникот е селото Луке. Во селската продавница се сретнавме со пензионираниот рудар Драги Цветковски и пензионираниот возач Дане Димитриевски. Доволно се возрасни да се сеќаваат кога рудникот работел. Цветковски го поминал целиот работен век по рудници. Тораница, Злетово, и рудници во Србија, Косово и Албанија. Неговиот татко се пензионирал токму во рудникот Крстов дол. Ако можел тогаш да работи, зошто да не може сега, кога има уште повисоки стандарди, вели тој. На политичките препукувања не реагираат, но ги интересира што ќе кажат стручњаците. Ја по мое, како е могло так? Па и так имало закони, так имало институт за рударство, имало работиле, не затвориле. Експлоатација имало, јавовиште имало, не загадувало. Ја би да се отвори рудник. Убаво да се отвори, да се појача антимон скуп на берза, те некој дете ќе се запосли младото, ќе треба електричар, бравар, има од сите струки по некој работник да се запосли. Ием за општината ќе биде по-добро и свето. Како так, значи не е било, а после било. Тоа е чиста лъжа, ти викам. А ја ми се чини, тој стручњак што е како он е му од доктор Појаш. И он има свесно да каже, например, да рече, слушај, ово е штетно за народ, извините, ја малко зуби немам, ово е штетно за народ, не бива. И туј треба да се, значи, пита онај што е главни, што прави и истрага. А иначе ово е свет далавера, кој кога да бутне о стол, да се качи друг, да седне да прави. Велат, работата во рудник е опасна, но не веруваат дека е толку штетна. По 40 години, 30 години се работили, 10 бенефици, по 40 години. Рударите умреа, жените ни една нема, по нима месец, два, три од по една песнита и она заминала. Ако се рударите, пример, биле, мада и жените се работили полјопривреда и они не се баш живеале како што треба, оптеретени се били и они. Али еве, свите рудари што умреа, жените не изумреа нема. А секоја куќа мала, 130 куќи, секоја куќа е рудар. Ако не у Тураница, Злетово. Вработени во фирмата Пела Глобал, која има концесија за експлоатација во околината на Луке, работат на терен за да утврдат дали и каде има руда исплатлива да се ископува. Се работи на две локации. Се испитува дали е исплатливо повторно да се отвори стариот рудник за антимон Крстов дол, а на локалитетот Самар, на самата граница со Србија, во близина на селото Луке, се вршат испитувања за злато. Концесијата од 2015 година име за експлоатација на олово, цинк, злато, сребро и бакар. Имаат дозвола и за дополнителни истражувања. Ако одлучат да ископуваат антимон, ќе мора да извадат нова.
Во Пела Глобал за Телма велат дека се надеваат оти во втората половина од наредната година ќе може да донесат информирана одлука дали се исплати отварањето на рудникот. Ја разбираат загриженоста за животната средина, но уверуваат дека ако одлучат да копаат, тоа ќе биде во согласност со меѓународно признатите еколошки и социјални стандарди и со задоволување на потребите на локалната заедница. Заради тоа работат со водечките експерти во Македонија како и со независни експерти. Велат дека ги преземаат сите мерки за да избегнат пресекување на подземните води и оти се посветени на одговорно водоснабдување на локалните жители. Со оглед на тоа што се работи за подземен коп, не планираат експроприација на земјиште, но ако дојде до тоа во иднина, велат дека засегнатите ќе бидат соодветно компензирани во согласност со законите и со меѓународните стандарди. Велат дека иако е рано да се каже, Крстов дол има потенцијал со децении да вработува 250 луѓе. Ако почнат со работа, планираат да се погрижат и за старите јаловишта. Откако локацијата Крстов дол ќе заврши со истражувањето, постојната инфраструктура ќе биде надградена и модернизирана за да ги исполни меѓународните стандарди, вклучително и управувањето со сите проблеми поврзани со минатото. Јаловината секогаш бара внимателно ракување за ублажување на еколошките ризици. Моментално сме во фаза на утврдување на фактите, но сме оптимисти дека модерната технологија и анализа ни обезбедуваат алатки за ефикасно да го сториме тоа, вклучувајќи го и потенцијалот за рециклирање на јаловината. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека рудникот ќе биде отворен и оти рудата ќе се носи на топење во Соединетите Американски држави. СДСМ реагира дека рудниците за антимон се едни од најтоксичните за животната средина и инсистира на одржување на локален референдум, да се прашаат граѓаните на Крива Паланка дали сакаат рудник во нивната општина. Повикувајќи се на искуства од минатото, се сомневаат дека инспекцијските служби се доволно моќни за да обезбедат заштита на животната средина. Обвинуваат дека за рудникот стојат бизнис интереси на власта, а не интересите на граѓаните. Официјалните податоци од Министерството за енергетика откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата Ри Енергетика Пела ДОО Скопје. Кој е собственик на оваа компанија? Ѓорче Качурков, донатор на ВМРО ДПМН. Официјалните документи и финансиски извештаи недвосмислено го потврдуваат ова. Можноста за рудници во Кривопаланечко ги скара СДСМ со градоначалникот Сашко Митовски, еден од ретките од нивните редови. Тој вели дека за почитувањето на сите еколошки стандарди не треба да има дилема, но апсурдно е да се противите на отворање на рудник во рударски крај како Крива Паланка. Да, вистина сум тотално изненаден по однос на наративот во самите соопштенија, ќе кажам словно луди соопштенија, во кои што, како партија, доколку имале било какви информации, дека зад оваа инвестиција стои финансиер на ВМРО ДПМН, сметам дека како нивен градоначалник од таа партија, сум требал да бидам информирано навремено, за да ја знам таа информација. Не преку вака соопштенија, не преку медиумите. Пела Глобал пред 2 недели потпиша договор со финансиската корпорација за меѓународен развој на американската влада, со која обезбеди $5 милиони за истражување на проектот за антимон во Македонија. Крстов дол е првиот проект за антимон подржан од Партнерството за сигурност на минерали на американската влада. Партнерството е соработка на 14 земји и Европската унија за да се забрзаат јавните и приватни инвестиции во синџирите за снабдување со критични минерали глобално.